Ја гласаше? Да, бе, како не? Да, за кого? За Малта. За Малта? Те зезам, бе. Следна недела Евровизија. Ајде, режија, пуштај шпица. Лека ноќ во оваа тензична ноќ. Вие гледате вчерашни за Смеа и Моќ. Така е, колешке. А додека се одбројуваат гласовите за идниот родител на нацијата, тука сме ние, вашите стари и познати водители, дедо Аце и баба Јеца. Да ви раскажеме по некоја стара смешка. Зборувај за себе, Ацо. Овие вчерашни новости конечно решивме да ги посветиме на вам и да ве подсетиме на најпопуларните новости изминатиот период. Новости кои предизвикаа смеа, радост, сплотеност, живот, полетност, љубов, пролет. Александар, да не претеруваме. Останете каде ако не тука. Еве што ќе гледаме. Додека чекаме нов родител на државата, еве што е старо и добро. Вчерашни открива што најмногу и се допадна на нашата публика која живее во оваа република. Врати се, Томе, врати се. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All-inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Иновативни, композитни, нова генерација бойлери, А-класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигиеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Solarico Unicube бойлери, центар на вашиот систем, сертифицирана од ТИФ Германија. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Минатата година за некој заврши со бакнеш поделката, за некој заврши со добра чаша црвено вино, но за него Немаше дупка која тој не ја виде, немаше гнездо кое тој не го провери. Веќе погодувате, се работи за Маријан Стојановски и трагичната, но истовремено доста популарна потрага по неговиот папагал, која трае еве до ден денешен. Веќе 3 тешки и тажни деноноќја од како зисчезнат беше пријавен најпознатиот папагал на македонската естрада Томе. Ќе поразговараме со неговиот собственик, воедно искршен од болка, Маријан Стојановски. Томе ми го нема. Томе не беше обичен папагал. Томе беше вистински другар. Заедно се спивавне. Заедно се будевне, си имавне своја химна. Роден ден, мала забава, еве дојдо без да ти се
Форензичарите собраат доволно материјали да установат дали птицата е преселница или не. Мобилизирани се сите екипи и единици на МВР, дури и оние без јакни. Ние сме на готовс. Штом добиеме дојава, за 3-4 секунди се качуваме во возилото и одма идеме на местото. Кој можеше да ми го земи, да ми го украде? Што, каде ли замина? Томе од расата какаду е прилично редок тип на папагал, особено папагал кој што потекнува од Австралија и на вакви ниски температури како ќе страда на доколку остане надвор прилично долго. МВР ги презна сите безбедносни мерки околу истрагата на папагалот Т, што е во собственост на лицето МС. Така да останува на граѓаните еве да апелирам на ваша телевизија доколку можат било каква помош да свртат на нашите телефонски броеви. Ќе апелираме до гледачите доколку го видат, забележат да ги отворат ширум прозорците и да ја пуштат што погласно песната на Маријан Стојановски "Роден ден, мала забава", заради тоа што веројатно тоа е единствениот начин како ќе го вратиме или заробиме за да го вратиме кај собственикот. Роден ден, мала забава. Абе, трагедија е тоа. Ствари, сите не затегнат. Оти ова не е отварање врати собрание, Папагалов избил. И се? Марија не се секира и воздухот е чист, од воздухот ништо нема да му се случи. Томе ќе преживее, се надевам, ќе го видиме во некоја следна прилика. Марија, те уверувам, папагалот Томе не е во град Скопје, дури со Чомбе правевме муавет во зоолошка да го најдеме некако и не успеаме да го најдеме, ама не се секира и веројатно некој ќе успее да го пронајде. Издржи, Маријан, ние сме со тебе. Потресени сме, длабоко сме допрени од оваа трагедија, не само јас, целата опозиција во Република Македонија. Ово со папагалот на Маријан, абе, од кондори ме извади. Што да кажем више? Јас се извинувам, ако може уште еднаш само бројот на кој што... Да, доколку имате било какви информации, можете да се јавите на телефонскиот број кој што го гледате на малите екрани и се надеваме дека Томе конечно ќе заврши онаму каде што припаѓа, во кафезот во семејството Стојановски. Имаше крила, но немаше компас. Ти пуштаме сила, се молиме за спас. И цела естрада за тебе ќе пее. Слушни го Томе нашиот глас. Алелуја, Господе, ако го слушаш нашиот глас. Една птица не прави пролет. Една птица загубена во лет. Ма не си птица, ти си ни френд. Врати се, Томе, врати се. Спаси го Томета. И небесите пак те мислиме. Ти си ни Томе, ни те. Ма не си птица, ти си ни френд. Врати се, Томе, врати се. Врати се, Томе, врати се. Александро, што е смешно, извини, не те разбирам. Абе, како ти не примети? Приметив. Сите со носталгија се потсеќаме на оние времиња кога се воведе едношалтерскиот систем. Ова година се отвори уште еден таков шалтер, на кој редицата се претура како расолница во каца.
Ланчо тогаш го забележа овој момент. Така е, ете, како што може да забележиме, 5 дена беа прекратки за овие граѓани. Дали власта направи се за да ги исполни нивните права и обврски и приговори за месте може да 100 пати не можам да ти објаснам, не можеш фантомка имаш на фацата, како да ти кажам. Дечко, како бе ме знаевте у собрание кога влегов и со фантомка и со се будала се правиш дека не ме знаеш? Не можеш, едноставно. Извини, да те прашам само... Не бе, што да ме прашаш бе, дечко, што да ме прашаш? 3 пути доаѓам овдека, 3 пути ме враќа не целосна документација. Сум немал разговори, транскрипти со Чавков, сум немал слики со обезбедувањето на 27-ми, а бев таму бе, човек, што се правиш будала? Господине, вака значи... Абе, што господине, еве ти, на свадба еве, јас сум. Со фантомка, еве, лична карта, нека видат луѓето, еве, јас сум пак. Што се правиш будала, не знам. Мавајте, господине, само работам тука. Како што гледам тука у законот, ти фали полномошно од Нинџа. Од Нинџа имаш полномошно, немаш. А и ти фали исто така изјава, дека амнестијата ја барам. По целосна кривична и морална одговорност, дека не лажам и дека сум легол после во собранието. Па нормално гледаш како знаеш. Зашто ми лупаш? Ама што го знам, што го знам? Абе не се трпи ове, друже, 300 пути дојам овдека бе. Не е уредово. Значи зашто не го направите какуја па да земеш да потпориш за сите дела, да дојдеш тара па не се ја упи мадер. Па не може бе, 300 пути дојам, јас за секое дело ако дојам овдека, ќе земам ќе утевам некој, не ме гледај да ти. Ајде бе, што е ова затворени врати овдека у мадер? Ај ќе убиам некој да ти. Нервирај се, извинам, само да ве прашам, дали се тоа за да нема вакви, нели, напнати луѓе и да не бидат луѓето нервозни, дали може да се изврши преку интернет или онлайн? Може како не може, тоа сакав и да кажам. Милот беше кој ве сите поштени @gov.mk. Добро, само да разјасниме, споено или разделено за гледачите да не... Бе, споено, разделено, како и да е, кој е поштен е ебен. Ете, драги гледачи, споено, разделено, како и да е, кој е поштен, тој е ебен. Студио? Што вика, да? Плодна година за поп музиката. Да и минадеш на Смилја Митревска и ако сгрешам на Пепи Бавтировски, ги изгореа сите музички чартови или табели на македонските радија, како Радио Рос, Нома и Јуно. Ацо, врати се назад во 2019. И оваа година имавме неколку поп хитови и тоа баш од вчерашни. На 34-ти спрат ќе биде ПОЦ, на 35-ти УЈП, на 36-ти спрат СОК, на 37-ми МПЦ. А ако МПЦ има гости, има соби и на 38-ми. Хотелиерство, обновители, станете лесно. На Скопје жители, зашто никој не прекеш од свеки сега гработиме градежништво. Просветители. Ворете, Борче, малку отидовме многу тврдо корно со работа. Да. Остави некоја песна и за другиот албум, Борче. Се одјавувам од прилогот со дуото обновители, со видео и аудио се селиме во студио Јо. Празниците поминава, но поводи за славење и тагување со помош на чашка алкохол ке има уште вечерва. Don't drink and drive, ке рече познатиот Буковски, но кој да го слуша? Затоа вчерашни ве подсетува која беше новата тактика на МВР за справување со пијаните возачи. Тактика која стана ултра популарна и корисна. Да погледнеме. Поради лошите резултати на крвта кај возачите, МВР најави нова тактика која за жал не е ваучер за такси за пијани возачи, туку мобилна бариста единица што ќе нуди кафе за отрезнување. Новата кафемат единица на МВР, опремена со еспресо машина и плинско, на интоксираните возачи ќе им нуди бесплатни еспресо, макијато, лате капучино, фредо капучино, фрапе метрио, ајс кафе со чоколадо, ајс кафе со ванила, ајс кафе со шумско овошје, капучино без пена, само со шлак, фрапучино, мало макијато, продолжено еспресо, макијато со ладно млеко и други видови на кафе и друго. Тоа беше нашето МВР кое најпрофесионално се справува со пијаните возачи. А кафето може да се користи и за бомбици. Еко, за случајно го имам рецептот, само момент, можам да ви го прочитам. Значи, бомбици. Еве, например, 450 грама пишкоти, кокос и 2 филџана варено турско кафе. Па потоа тестото се меси низ прсти, што служат како калапчиња. И така се добиваат бомбици. А на тема бомби, односно деактивација на бомби, вчерашни на своите камери ги фатија Алфа и Буби како демонтираат една ваква бомбица.
полека тука. Еве на филмот вика црвената. Црвената? Црвена полека, значи смери се на кифлици, мисли се, абе ги сече и на кифлици. Не можам да истечам, не е црвената. Ај Боби полека, сече црвената. Не е црвената, задниот пат црвената кој сеговме, ќе му паднат палови од собрание, батали, не е црвената. Е, па што да правиме се? Тај ова плавата да се. Плавата да сечеш? Ќе пробам се. Абе, нема да сечеш плавата. Гледај, фати сече ово полека. Абе, чекај малку. Slowly, што беше на енглески? Кроце. Знам ја англиски. Гледај, знам англиски. Мислиш си бе на свинска коленичка, мислиш си. Знаеш она, како и се твојага ца, кожичката, да? Алфа, ја фатив. Ја фатив. Ја да ја вадам. Опе, бе. Чекай, луѓето, ова тензија ни прават преска. Да сечам плава. Сечи ја плавата. 1 евро. Што е? И 1 евро од квадратни се. Фалц работа, видели? Ја сечам црната, ќе сечам. А? Сечам, чек. Абе, началниче, бе. Ај, гледаш, само да си гледаш што е тоа. Компјутер што значи ви сам си разбија, не ја сечи. Абе, нема време, дај зелената ќе ја сечам. Не, никако, зелената никако. По 18 години оваа зелената ти уземлење, бе. Ко бевме на оној курсот и текнеу мала речица што не учеа, зелената никад не се сече. Ќе пукне И шо ако пукне? И шо ако пукне? Што е ова? Бе, нова ми е јакната, бе, Боби. Лом, бе, гледај ова, нови се јакните. Пукна цевка. Е, па пукна цевка. Ќе направи, види, за тоа прекина изгледа ова време да тече. Е, па толку е квалитетна. Waterproof, знаеш ли што е waterproof? Што е water? Вода. Proof? Пруф беше ова која... Доказвај, Боби, воден дојде, дај земи дома ќе оправиме, гледај, за ништо не би ова. Фатам сите жици ќе ги откорна. Не се нервирај, Богорис, ќе ставиме, ќе се Што оправи. кинезија ќе мора, пари од пекарско диса, бе. А сега време за времеплов. Што? Режијата одлучи да ми ги врати годиниве? Не, Ацо, ќе пуштиме прилог од едно далечно минато, каде што ќе видиме како еден народ се бореше против еден аскер. Ајде, браќа јогини, отворете ја третата чакра. Спојте ги палецот со показалецот. И испружете ги трите прсти да личат на халкидики. Он милигром, брате Питу. Ке ом, ке ам, ке дом. Секако дека ом. Гром, тоа е скроз друга партија сега. Брате Питу, каде е братот Јане? Еде сум лево од тебе, зарем не ме гледаш? Не те гледам, медитирам. Така е. Јас па го сторив братот Питу дека е Буда. Види го каков се сторил. Еј, кај ми текна? А каде е братот Гоце? Јас слушнав дека се реинкарнирал во студентски дом. А може би во фестивал за народна музика. Еј, добри сме, добри. Чувствувам неубава енергија. Доаѓаат турците. Така е. Чекајте да видам со третото око. Така е, така е. Идат турците. Со колкумина јогини се. Со 3000 јогини на број. Па кај ќе ги закопаме, бе? Еј, добри сме, добри. Браќа, не се плашете. Така е. Поставивме кристални пирамиди околу Крушево, да не штити од негативна енергија. И дрвени амајли од срешово дрво. Така е. Така е. Дишете, браќа, дишете. Ми се затвори една чакра. О, и мене една чакра ми е затворија појке. Нема да издржиме, браќа. Нормално дека нема да издржиме, тие се служат и со црна магија, баши бозуци. Дојдени се со модерни мандраци овде. Потечени на врвоите тука. Еј, кај ми текна? Ја, зак да ви е. Дајте да преминиме, да фатиме со јога. Како не ти текна порано, бе? Така е, брате. Поздрав на сонцето. Поздрави го сонцето и од мене, даме. Да, јас ке заминем, имам нешто работа. Еј, кај ми текна? добре, ова. А
А сега додека сме расположени за смеење, одиме со кратките и пресмешни новости. Ацо, терај или на македонски тргај. Повторно голем скандал на Евровизија. Омнисексуалниот цисджендер баланс Android C32 од Јупитер реши да ги напушти пробите на оваа најважна споредна манифестација во светот. Заради расизам, шовинизам, сексизам? Не, маж му се пораѓал. А сега одиме со втората новост. Јеца, кај беше за 1 мај? Во Чичино село со колеги од вчерашнија, што тебе не те викна? Не, мене ме викна за 2 мај. И сега одиме со третата смешка. На денешен ден пред 201 година во мало германско градче се роди Карл Маркс, додека истиот ден пред 3 години на Александар од вчерашни му се дупна гума на ѓавото на потегот кај патниот правец Битола Ресен на највисоката кота што представува планински теснец или премин. Бе, човече, ово не е смешно? А сега се селиме на омилената локација за скечеви на македонскиот Бодлер Божидар Моџо Божиновски Килингтон, Гробишта, каде што ќе погледнеме скеч од истоимениот автор. Така, студио се наоѓаме на гробиштата на Римсон, каде Севера на Римсон, у Грција имало више на Римсон, не се повторуваме. се наоѓаме на гробиштата Севера на Римсон, каде што започна јавно-приватното партнерство во погребувањето. Како оди? Имаш еден перо еден со бркови, тој го вика Ручка. Он ми е дедо, јас сум му негов внук, јас сум чко Славе, Леш ме викаат. Оти немало Леш тука што ќе пројдат на Славе Ручката, не па. Јас сериозно ве прашувам. Јас сериозно ве прашувам, дали има нешто ново во јавно-приватното партнерство? Што има ново? Можеш да видиш што има ново, Одвратно е ова. Па за кого како? Овие гледаш се, овие нема државно го закопаа пола за приватно немаа пари. Бе си викам па што? Па вака па поубаво сам за себе си е споменик, нема треба да оние нешто пари покрада овие со граните од Сумерве, не ме за И плюс ако има тука едно гробче што го зема овие новите. Ако роднини им се, нивни луѓе, па ќе може да се ги спојат, тука се подпираат, знаеш каде подкрепа фамилиарна. А има нешто полошо од ова? Има, кога погребаме обратно, па му ја украат патиките. Боске бил девека. Сега ќе го покана магионичарот да дојде со својата магична шапка, односно да му ја стави шапката на главата на умрениот како би можеле да си позборуваме со истиот. Добре. Мамо стана, бе. Господин, има живот после смртта? Молим? Тоа немаше живот кога бев жив, сега после смртта живот. Дај да закопајте ме, жити се, дај. Гајле, кога ќе доплатиш. Дај жити се да ти зада половина на мински, дај не. Од шопа, од аеробикот да не ти дај да закопајте ме, жити ме. Студио ме молам, трнете ме од тука, не се закопам сама. Дај види некој црв у г***то да кијамо, те јаде црвот. А ние продолжуваме со вчерашни. Ацо? А сега подсетување за новостите од најважната споредна работа – фудбалот. Македонија има фудбалска историја. Победи се ределе во втората, во третата, во четвртата, во петата, па и во Калчун лигата. Да погледнеме како македонската репрезентација се подготвуваше за еден многу битен надпревар. Дај му ја, дај му ја! Ајде бе! Бабу, сам е! Абе што не го даде него? Мечот е закажан за 30 септември. Останува да видиме дали селекторот ќе успее да ги консолидира нашите редови. Можеме. Кој те стане? Да играш бе, кој те стане тебе да играш бе? Ела бе, влези! Не влагам бе. Зошто бойкотират? Зошто не му даде бе? Имам пипер за љупење, се договорив. Фајвар па. Ајде бе, па ти не лажи, кажи зашто не кеш да играш. Што да кажам зашто не ќе? Па не ќе да играм, што не ќе да играм? Ајде! У Европа да играм под друго име. Не ќе да играм, тука ќе се играм. Не ќе да играм. Зашто да не икаш да играш? Европа е една голема лига. Јас сакам да играм Значи во Европа. најблиску, репрезентацијата е најблиску до квалификации во моментот. Знам, сакам, ама не ќе. Не ќе бе, тука болju трета лига, тука ќе играм под моје име него таму. Ојде, влези! Не влагам бе, не влагам. Ајде, ти влези, ајде. Што ја? Он бойкотира. Ајде. Чекај да појмам мочалник. Ово е. Ајде бе. Ево да влези ти ја! Ово е од Дуј. Што офсајд уште не сум влегол. Ту, матер!
Kao što možete da vidite тука и представници од Европската Унија више го спремаат теренот, така да јас сум убеден и оптимист. Тој што го вози тракторчето сега со камшикот кој ќе ни викне да видиш како има да играме во Европа ние. Со глава играј! Со глава! Ајде бе! Бабу! Сам е! Абе ајде бе! Ево да влези ти ова! Абе те ти бе! Дај му него да гледаш што ти тука! Ајде! Каси му како теби! Ајде бе! Бабу! Сам е! Абе ајде бе! Значи, дечки запотени сте само так, по пола метро. Зборуваме со капитенот на репрезентацијата. Нашата репрезентација е најблиску до квалификациите за европско. Какво е чувството? Абе аут! Одлично. Дали мислите дека ќе победиме на 30? Каква е проценката? Мислам, да. Абе пасувај го дај! Победиме, ете капитенот мисли дека ќе победиме. Вие? Види. Дај! Што е за нас? Ние ке... Нема дека не! Абе што не го даде него? Ние ке го оставаме срцето на терен за Македонија. Него тамо! Да. И мора да победуваме. Ете, убаво е кога ќе се слушне дека некој сака да го остави срцето на терен. За Македонија. Топката. Дај му ја! Ви благодарам. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Соларико. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Соларико. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Дин Солар Кимарк. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнис администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на ucc.edu.mk. Треба да леташ некаде? Треба да бараш неевтини карти, најбрзо порозување, онлайн чекирање, да средиш за багаж, да средиш осигурување, трансфери, да си потрошиш неколку часови. А истото можеш да го направиш и за неколку минути на airtickets.mk. Најбрзо неевтино до авионски карти и организација на твоето следно патување. Еднаш airtickets.mk, секогаш airtickets.mk. Стинг на градски, како лек за Македонија. Avalon Production. И како за почетокот на овонеделните вчерашни новости, ве подсетуваме дека нашата екипа, освен што знае да биде професионална во своето новинарско истражување, знае и зло да не мисли. Или на македонски кажано, кој пее зло не мисли. Уживајте! Другари мои, Питу сака овој викенд да не собере. Така е. Да правиме селфи, на Инстаграм со сторис да појачаме. Така е. Како јас да отворам профил на Инстаграм. Шума нема сигнал за Инстаграм. Телефонот ми е чкарта, овде пусти мрак, ќе дојдам утре пак, велам утре пак. Гули брату Питу. Ей, Питу брату бре, гули брату Питу. Ей, Питу брату, Питу брату. Инфлуенсеру. Тупа брату, брату. Дојдете сите, нема зашто да не се собираме. Ке има мезе, времето ќе биде тук за да се сликаме. Така е. Дај бе, остај храната, ајде земи топката, ке те сликам ко да си играл кошарка. Земи среди брадата, биди ко војводата, види што убав
профил има братот Никола, брату Питу. Ей, Питу, брату, бре, гули, брату Питу. Ей, Питу, брату, брату. Браќа, ние треба пушките со гитари да ги замениме. Треба да се бориме за каузата, да пробиме да направиме забава. Забава на тој начин што ќе ги нашите вокални интерпретаторски можности вкрстени со нашата виртуозност на инструментите, ќе направиме една пригодна забава каде што сите млади ќе може да играат. Инфлуенсеру. Така е. И за жал, дојде најтажниот момент во нашите животи, кога се разделуваме од вас и со нетрпение чекаме да дојде следната недела 19 часот и 30 минути. Токму така, Александар. Ако ви не достигаме, гледајте не на нашиот YouTube канал или звонете ни на приватните телефони 051 344 511. Сега сте чекор за сите. И најважно од се, останете така. Добро утро на сите, освен на тие што нема да останат така. Добро утро и од мене.